Губењето на статусот на управа, односно сектор за внатрешни работи и деградирањето во ранг на полициска станица од општа надлежност не придонесе за подобрување на безбедносната состојба и нормално извршување на работните задачи во Кочани и регионот. Всушност, од 2008 година, кога тоа беше направено, до денес нема промени во состојбата со криминалитетот, со обемот на работните задачи и со бројот на населението што таа го покрива. А со тогашната систематизација во Министерството за внатрешни работи изгубени се драгоцени кадровски, материјални и други услови за работа. Да ви кажам една фрапантна ситуација од 2008 пример. До сега ние имаме некаде над 40% број на извршители помалку. Сега се соочуваме со проблеми, немаме доволно луѓе, немаме доволно извршители да ги пратиме по подалечените села, немаме технички средства, немаме можности, возила да ги пратиме луѓето на терен. Се соочуваме со многу голем проблем. Ќе ве замолам сите заедно, колку ни е можноста да можеме да се избореме, да го покренеме рангот на полициската станица Кочани, да не бидеме на овој ранг кај што сме сега, пошто овие се резултати кои мислам дека нема да можат да се подобрат и дека овие резултати тешко дека со овие луѓе, со овие услови ќе ги подобреме. Изнесувањето на овие податоци на последната седница на Советот на општина Кочани ги обедини советниците од различна политичка припадност, кои искажаа подготвеност да дадат подршка на иницијативата. Во делот на она што се вели Кочани како општина и полициска станица на ниво на полициски сектор, заслужува или како заклучок може да се даде препорака, меѓутоа ако беше министерот за внатрешни работи овде неколку пати на посета, можност кажете дека и советниците и сите како дел од оваа општина ќе дадеме поддршка да се врати на она што личи. Сакам да ве охрабрам дека градоначалникот презема многу силни активности во врска со лобирање за подигање на рангот на полициската станица и вие претпоставувам дека сте информирани за таа работа. Значи се очекува со новиот предлог закон за МВР полициската станица Кочани да прерасне во сектор за внатрешни работи Кочани. Од тука апсолутно ја поддржувам иницијативата која што ја даде и колегата Лазо Митев и апсолутно сметам дека треба да биде како предлог заклучок едногласно поддржан од страна на сите советници. Предлог заклучокот го поддржаа сите присутни советници на седницата, а дали полициската станица ќе го врати рангот на сектор што го имаше пред 10 години, ќе се почека на измените во организацијската структура во Министерството за внатрешни работи. До тогаш состојбата со криминалитетот и извршувањето на работните задачи, кочанските полицајци ќе мора да ги следат со постојните услови.